إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Nije bi idnillahi ta'ala, ke продолжиме со хадисот 32, кој авторот Ал-Хафиз Ан-Навави рахимахуллах велит: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن السنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما. Ebu Sa'id radijallahu anhu prenesуваат od poslanika sallallahu alejhi ve sellem следното: La darara wala dirar. Što znači ne pravi si, znači, ni na sebe si šteta, a ne i na другите. Znači, ne pravi šteta ni za sebe si, ni na другите луѓе. Односно, не ја враќај штетата со штета друга. Значи, штетата, оној кој ти наштетува тебе, оној кој те навредува тебе, оној кој ти влагат во хакот твој, не му го враќај исто со неправда, со штета и со зло. Велит имам Уфаймин рахимахуллах дека штетата што може да му се нанеси први на себе си, а потоа и на другите, може да биде, значи, штета на телото, штета во имањето, штета во децата, штета во значи, животните кои човекот ги поседуваат, дали се тие овци, дали се тие крави, дали се тие камили и слично. Значи, не смееш во тие работи да му наштетуваш на човекот. Значи, не се наштетува на човекот. И исто велит имам Уфаймин рахимахуллах дека ла дарар вала дирар. Дарар, велит имам Уфаймин рахимахуллах, е она штета која се прави со несакање. Значи, штета која човекот ненамерно ја прави. А дирар е штета која прави тој со намера. Например, велит имам Уфаймин рахимахуллах тука, човек имат свое бавче кој го вади со вода и незаприметливо водата негоа преминуваат во бавчето неговиот комшија и така му ствара тој нему штета. Ова е, значи, ла дарар. И тоа, значи, забрането е, значи, но не истото како оној што прави дирар, што прави, значи, штета со намера, а тоа е, значи, да тој да ја пушти таја вода кај комшијата со цел и со намера да му наштетит. Со цел и со намера да му наштетит. Шех Абдул Бухари хафизахуллах велит во објаснувањето на овој хадис дека овој хадис објаснуваат вредноста на братството. Вредноста за да се чуваат братството во исламот и да се чуваат добрите односи меѓу луѓето. Зошто ние ако работиме со овој хадис, како што велит имам Уфаймин рахимахуллах, многу од нашите ситуации и работи има да се подобра. Зошто? Ти не правиш почетно штета, а исто ако ти се направи штета, не ја враќаш таа штета со друга штета. А денеска, значи, тоа е проблем кај iPhone-от. Тоа е нешто проблем со iPhone-ите, а не знам што е проблемот. Кај некои се слушаат изворедно, кај некои не се слушаат
како е, што е, необјасливо е до денеска. Ја ги има пуштено тука микрофон на 200%. Значи, тој нормално, кога ќе почнеме 100, јас го ставам на 200 и сега не знам што може да направам повеќе. Значи. Исто, Шех Салих Ал-Шейх, хафидахуллах, вели во објаснувањето на овој хадис, дека исто во шеријатот, во Аллаховата вера, нема никаква штета за Аллаховите робови. Што значи, во извршување на верските правила, на верските ибадети, никогаш човекот не добијат од нив штета. Не си наштетува. Туку повеќе тоа, значи во придонес значи за него. Во придонес значи за него и за неговото добро. За неговото добро. Исто, вели Шех Абдул Бухари, хафидахуллах, овде се гледа јасно дека пекамберот салаллаху алейхи ва селам беше врвно загрижен да на својот уммет да им го научи хајрот, да им го научи доброто и да ги оддалечи од другата страна од зло и штети и други слични негативни работи. Значи беше врвно загрижен и затоа пекамберот салаллаху алейхи ва селам ова им го препорача на своите асхаби. Ла дарар, значи ти не прави почетно штета, вала дирар. И исто така, значи, кога ќе ти се направи штета тебе, не ја враќај таа штета со друга штета. Значи тоа не е од моралот на пекамберите и од следбениците, од истинските следбеници на пекамберите. Шех Салих Ал-Шейх во врска со говорот на пекамберот салаллаху алейхи ва селам ла дарар вала дирар, вели дека значењето е исто. Што значи? Значи да не се прави значи штета, да не се прави неправда. Велит имам Уфемин рахимахуллах дека овој хадис е огромна, велика база во многу ситуации и меселиња во животот. Нарочито, велит имам Уфемин рахимахуллах, во врска меѓусебните човечки односи, како на пример купопродажба. Значи ти ако го имаш овој хадис пред очите своји, ла дарар вала дирар, тогаш никогаш немаш да намериш да му наштетиш на оној човек кој му продаваш нешто. Значи не сакаш да го наштетиш. А исто ако те наштети некој тебе, не му го враќај со друга штета. Исто велит имам Уфемин рахимахуллах во врска со на кирија земање на кирија. Пример, конкретен пример, давање кола на кирија. Кога тебе ти ја дава некој колата своја на кирија, ти велиш ова не е моја, сега ќе му оштета нему. Не смееш. Земи го говорот од пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Ла дарар вала дирар. Ти дали сакаш себе си некој ти направи штета? Не сакаш, не го посакуваш. Така исто не им прави на другите. Зашто многу луѓе, многу голем број на луѓе, кога се работи во врска земање нешто на кирија, не се пажливи на тие работи кои ги земаат. Дали е тоа кола, дали е тоа нешто друго што го земаат тој, зашто вели тоа ова не е мое, јас сум го платил за тие сати, за тие денови и не ми е гај ако се расипи. Во вистина човекот треба да пази на овие работи, зашто ова е совет од страна на нашиот пекамбер салаллаху алейхи ва селам. Кај тебе се слушат? Исто велит имам Уфемин рахимахуллах дека правилото значи кога се утврдува некоја штета, односно некое наштетување, тогаш е задолжност да таа штета да се отстрани. Да таа штета значи да се отстрани.
И затоа, значи, велите имам Утемин рахимуллах, овој хадис, значи, поврзуваат многу меселиња и многу работи. Како на пример, велите имам Утемин рахимахуллах, човек се разведува од својата сопруга, но тој за да и наштети на нејзи, не ја дозволуваат да се мажит. И се закануваат, ако таја се мажит, ќе ги земи децата. Тој не во вистина да има намера да ги земе тие деца. И не во вистина дека тој е во стање да ги одржава тие деца. Никако. Но неговата цел е само и намера да ја наштети таја жена поради тој што се имат од неа разведено. Тоа е забрането, значи. Не смееш да речи сега, јас ќе го правам тоа со инает. Јас ќе го правам тоа, значи, поради што сме разведени и поради нашата се омраза, што е станата меѓу нас. И слични други ситуации, значи. Не сме човекот, значи, да си наштетуваат еден на други. И велите имам Утемин рахимуллах, ако ние би се држале на овој хадис и на овие совети од пекамберот салаллаху алейхи ва селам, ќе бевме стрекни, ќе живееме спокоен живот. Зошто од другата страна, нуфус, значи душите човечки, така се во нивната внатрешност и во нивниот инстинкт да имаат тие, значи, непријателство и да имаат исто, значи, скржавост. Значи да тие да не посакуваат исто на други, да им се случи некоја добра работа, некоја хај работа да им се оствари, не го посакуваат тоа. Затоа како го лечиш тоа? Го лечиш тоа со овие совети од страна на пекамберот саллаллаху алейхи ва селам. И вели на крај на овој хадис, велите имам Утемин рахимахуллах, дека овој хадис е една од шеријатските правила, од шеријатските бази, што содржуваат дека шеријатот никако не се согласуваат со наштетување на други. Иако е тоа можеби животно. Значи животно, нема да најде човекот поддршка во текстовите на Куранот и на Сунетот, кои поддржуваат да тој така со неправда да прави штета и наштетување, дали е тоа на луѓето или па и дури на животните, па и дури на растенијата. Значи дури па и на растенијата, значи не сме човекот да прави штета на себе си и на другите исто, значи не да велит ова не е мое, ова јаболко или нешто друго и да го наштетуваат. Не. Иако тоа е сопственикот други, забрането е да се прави штета. И тоа не го прифаќат нашиот шеријат, значи Аллаховата вера. Потоа велит авторот Ел-Хафиз ан-Навави рахимахуллах, хадисот број 33, عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى رجال أموال قوم دماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن. Овој хадис кој го пренесуваат Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума од посланикот салаллаху алейхи ва селам, кој вели следното: ако им се дадеше на луѓето само со она што тие нешто тврдеа за себе си, значи само некој да дојдеше и да тврди нешто дека тоа негово право, само со самото тврдење, тогаш многу луѓе ќе тврдеа за себе си имањата од туѓите, ќе дојде при мене ќе рече ми души филан мене 1000 евра. И тој со самото тврдење 1000 евра, одма ти другиот треба да му ги даде нему. Ова каде го имате.
Вели затоа пегамберот салаллаху алейхи ва селам, "Валакин ал-баййинату ала ал-муддаи". Значи, оној треба да доноси доказ кој нешто тврди за себе си. Значи, јас, ако тврдам нешто за тебе, против тебе односно, јас треба да донесам доказ, не ти да донесиш дека си невин. Например, те обвинува човек тебе за кражба. Тој обвинителот треба да донесе аргумент дека ти си крадец. Не ти дека си невина. Разбрав това работа? Значи, ова е многу важна работа. И затоа, значи, не смеш ни да обврниш внимание на тој. Се додека тој не донесе аргументи. Не донесе, значи, цврсти докази. Значи, тој што тврди нешто, тој треба да донесе аргументи. Вал-јемин ала мен анкар. И пегамберот салаллаху алейхи ва селам велит, а оној треба да се заколнит, значи, оној кој тоа, значи, го отфрлат од себе си. Леу јуъта, ако им се дадеше на луѓето. Кој го дава тоа на луѓето? Велит имам Утхемин рахимуллах, го дава судијата. Или оној човек кој помирува меѓу луѓето. Значи, судијата, иде еден човек кај судијата и вели, ова е моје место, моја куќа, моја кола, олку и олку пари. Ако судијата не му ги дадеше тие права, само што го тврди тој за себе, без да донесе докази, ова, значи, ќе станеше хаос. Значи, затоа, значи, тој што иде кај судијата, што се жали за нешто, тој треба да донесе аргументи. Тој треба да донесе јасни аргументи. Бидаъвахум, значи бидаъвахум, со она што тие го тврдат за себе си. Дали е тоа нешто, значи, што го бараат или нешто што го отфрлаат? Значи, дали е нешто што е барано или нешто што го отфрлаат тие од себе си. Ла идда ар-риџал, значи, некои луѓе, овде се, значи, риџал, машки спомнати, но како што вели Шех Абдул Бухари, ги опфаќа тука, значи, и жените. Значи, ќе претендира, ќе тврдеа луѓе за себе си многу работи. Значи, имањето туѓо, крвта туѓа, крвта како, ќе дојде го обвини некого дека тој му губил татко му, а тој не му губил. Ако тој само со самото тврдење и судијата му вели готово примамно тие, колку ќе се правеше неправда. Значи, немој тоа така. Затоа, но кој го прави това? Која е таа сорта на луѓе што прават вакви тврдења? Велит имам Утхемин рахимахуллах, се оние луѓе кои не се плашат од Аллах субхана ва таала. Значи, човек што вакви тврдења прави, иде пример и вели, ова ми души мене толку пари, без да е вистина, и знаете дека тој не е вистина. Кој му тоа да го направи? Само му да го направи човек кој не се плаши од Аллах. Зашто тој ако знае дека Аллах субхана ва таала него го слуша и дека Аллах знае што има тој во неговата душа и во неговото срце, тој нема да дојде таки да го обвини другиот дека тој му дужи толку пари, без да е тоа вистина. Или па односно тој му има вратено и исплатено борџот, тој уште некого клевети. Ова, значи, само го прават луѓе што немаат страв од Аллах субхана ва таала и како што вели Шех Абдул Бухари, значи имаат значи врвна слабост во нивната вера. Значи врвна слабост во нивната вера. Значи затоа да пред човекот нешто да тврди за себе си или да барат од другите, треба добро да размисли и добро да биде сигурен во себе си дали е тоа вистина негов хак или не е тоа негов хак. Значи овие три човекот многу добро да биде пазлив и да знаете што барат. Вели Шех Абдул Бухари исто дека овој хадис содржуваат исто така да пегамберот салаллаху алейхи ва селам
ни ја кажа нас, односно не го кажа на нас, не го научи на нас патот, вистинскиот пат, правиот пат. Пат кој има толку јасност што во тој пат и ноќта е како денота. И од тој пат не заблудуват, не се губит никој, освен еден уништен човек. Освен еден уништен човек. Зашто пегамберот салаллаху алейхи ва салам, значи, беше врвно загрижен да го научи на својот уммет целиот хаир. Сите патишта за хаир. И затоа, значи, претходниот хадис и исто овој хадис се, значи, во објаснување за односите, меѓусебни односи, значи, со луѓето. Како треба, значи, човекот и да биде пазлив, значи, и затоа ولكن البينة على المدعي. Значи, البينة, велит имам Уthаймин рахимахуллах, значи, тој треба да дојде со јасни докази, кои тврдат дека тоа што го кажува тој е тоа вистина. Значи, судиите како судии имаат тие, значи, своји марифети, своји начини како тие може да го откријат еден лажго. Значи, нема да мислиме ние дека ќе појшли тука и самото тврдење, тебе свети се примата. Значи, накрај некогаш може човекот сам себе се заглавите. Значи, затоа, значи, треби тој со она што го тврди за право свое, дека не му припаѓат, да донесе, значи, цврсти, јасни аргументи дека тоа што го кажува тој е тоа вистина. На друга страна, мојот на крај, тој сами од себе се, значи, да настрадат. Зошто обвинуваат луѓе невини? Обвинуваат, значи, со неправда. Значи, ова е многу исто важно правило, значи, во шеријатот. Значи, некој човек те обвинува тебе за некоја работа. Те обвинува дека ваков си, таков си. Сето дека не донеси тој аргументи, ти нема потреба нему да му го даеш, да му посветиш слухот, да го слушаш и да се загрижуваш што кажува тој. Значи, работата стои тука да тој да донесе, значи, аргументи, аргументи. Затоа велит имам Уthаймин рахимахуллах, овој хадис е врвна база во судските работи. Значи, овој хадис е врвна база, едни од главните бази, значи, во судските односи, работи, сите работи, и овој хадис. Значи, кога шеријатскиот кади, шеријатскиот судија, му иде човек, тврди нешто за себе си, тој му бара нему аргументи за тоа. Аргументи и сведоци ако има за таа работа. Не само така, значи, со самото тврдење, одма му се примиднемо тоа. Или па, значи, за кади, за судијава, исто многу важно, за тој да се откажит од личните интереси во тие ситуации. Се може би тој што е обвинет е негов непријател. И тој не вели сега, сега е мојот час, за да му се одмазда на него. Не сме тој. Тој е задолжен да ги спроведи овие правила. Иако се работи за тој обвинителот, може би е негов непријател. Велит имам Уthаймин рахимахуллах, од придонесите на овој хадис, дека шеријатот дојдење за да ги заштитуваат. Значи, слушајте добро. Шеријатот е дојден, значи објавен, за да ги заштитуваат имањата, значи богатството на луѓето, зашто некој ќе дојде и рече ова е моја куќа, излези ти. И судија му вели да, таа е твоја, даваме налог, собствеников да ја напушти. Може ова да биде, ова не го прифаќат никој, значи, никоја логика. Значи, тој што тврди нешто, тој треба да дојде со документи тогаш, дека тоа е вистинско негова сопственост. Пример, ратно стање. Значи, ова е важно од друга страна и за тебе, значи. Например, ратно стање, напушаш државата. И ти имаш документ од таа куќа, дека таа твоја.
Но кога се враќаш назад, најдуваш луѓе. И тој вели тоа е моја сега. Ти него го тужиш. И ти што го тужиш имаш аргументи дека црно на бело дека таа твоја. И тогаш во таква ситуација судијата е задолжен да прими тие аргументи, да ги прифати тие аргументи. Значи разбирате, овие работи се многу сложени и исто многу важни. Значи шеријатот е дојден за да ги заштити, да ги зачуват имањата, богатствата на луѓето, да ги заштити исто нивните крвови. Крвот значи да биде заштитен, значи душите, човечката крв да биде заштитена. Не само некој вели овие ми губи татко ми, одма да губиат и тие него. Намој така тоа. Значи треба овде да имаме врвна пазливост, а не да стане работата што вели имам Фемин рахмула игра. Значи стане накрано игра работата. Секој си иде тврди како што сака, му се дава, му се одзема на другиот, што прави тоа? Каос. Ова не е шеријатот. Ова не го сака нашата вера. Ова не го прифаќа нашата вера. И значи аргументите се различни. Како на пример да донесите исто значи сведоци. И тие сведоци значи имат услови за тие сведоци што тврдат некоја работа. Значи ако се сеќавате во врска со историјата, со случајата на Јусуф алейхиссалату вассалам, кога сопругата на Ел-Азиз, на тој угледен човек во Египет, покуша значи него да го внесит во блуд. Тогаш дојде тој како судија еден и рече, ако е кошулата негова скината одназад, таја покушала него да го воведи во зина. Ако му е скината нема однапред, тогаш тој покушал неја и тогаш видовте како кошулата негова беше одназад. Значи, што значи дека таја него такви работи во зина. Значи, што значи овде? Значи, кади судијата прави некои работи, значи, овие индиции за да дознае, значи, за да види, значи, каде е вистината и кој лажи, односно во другата страна и кој, значи, кажуваат вистината. Така сме на крај со овие два хадиси. Иншаллах, бидниллахи таала, идните дарсови ќе продолжиме со хадисот 34 натаке. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.